Што има ново? Што има ново? Здраво живо, во денешната епизода на Што има ново, гостин е Виктор Бучковски од Центарот за поддршка на мажи и момчиња од Хера. Здраво, Виктор. Здраво, Фала ти што дојде. фала и на поканата. Од мај годинава, ако не се лажам, работите активно. Што покажуваат конкретно вашите искуства и податоци до сега? И зошто баш се фокусиравте на мажите и момчињата, а не и жените и девојчињата? Така, значи јас сум по струга правник и прифатив да ја работам оваа работа многу интересен начин. Хера имаше годишно собрание, каде што правеше план за наредната година што ќе се работи и сите имавме воведно излагање. И здраво, викам јас сум Виктор, тој воведно излагање и што те загрижува беше прашањето. Ја кажав дека ме загрижува во голема мера менталното здравје на пред се моите машки пријатели. Заради тоа што поради едни или други причини, поради стигмата или може одредени традиционални вредности, мажите не се навикнати да побараат помош или барањето помош доаѓа само во крајна мера кога ќе се случи нешто лошо и само тогаш имаме можност да побараме помош. И влегов, зборев неколку минути, 7-8 минути, завршувам со зборењето и се појавува од лева страна тука скока Весна. Весна ми е сега програмска раководителка. Виктор, ние имаме план, имаме програма, имаме проект, ќе отвараме нов центар за бесплатна психолошка поддршка на момчиња и на мажи. Ја викам, чекај се, озбилно е ова или не е озбилно? И почнав да се размислувам, бидејќи има веќе прифатено работа бидам адвокат, само што положив правосуден испит и викам, чекај, добро, да идам на оваа страна или да видам што може во другиот цел свет, што ми беше тој момент непознат. И одлучив, донесов одлука, прифатив да водам центарот на Хера. Направивме многу добар тим. Тимот е составен од мене и од 5 психолози, 4 се со физичко присуство, кои работат вторник, среда, четврток и петок. Имаме еден онлайн Адмир од Дебар, кој што може да има и сесии на албански јазик, значи македонски, албански, физичко присуство и онлайн. Зошто момчиња, а не девојчиња? Па истиот одговор ќе биде, бидејќи сметам дека мажите не се навикнати да побараат помош кога им е тешко, не се навикнати да разговараат отворено за своите проблеми, отворено за своите емоции, за предизвиците и за се останато што доаѓа во оваа фаза, ќе кажам, на барање партнерка, барање работа, барање живеалиште, барање работа, пак уште еднаш ќе повторам, бидејќи ние сме во фаза каде што некако лутаме и во целото тоа лутање секојдневието ни создава големи притисоци. Не викам дека тоа не се случува кај девојчињата, али мислам дека девојките ја имаат веќе стекнато навиката отворено збора за своите емоции и може кај нив до одреден степен е малку полесно споделувањето на проблемите отколку кај мажите. Што се однесува до резултатите. Значи, центарот работи од 2 мај, значи за 7 месеци ние имаме околу 50 и нешто клиенти. Со тоа што има еден многу интересен податок, најмладиот клиент, да речеме, односно е детенце кој што има 14 години, додека најстариот има 66 години. Интересното е што почнуваме од 14 години и запираме негде кај 35. И после од 35 до 65 нема никој и продолжува од 65. Значи таа една генерација на мажи од 35 до 65 апсолутно не смета дека психологот е важна компонента од општеството и дека може да им породи на нив било каква помош или поддршка. Какви мислиш дека се ефектите од работата со клиентите што ги имате сега? Мислам дека не може толку лесно сега да кажам. Јас сакам да верувам дека е позитивно. Сакам да верувам дека е позитивно, но се зависи од работата на клиентите што ќе имаат дома, независно со психологот. Знаете, задачата на психологот е на некој начин објективна обсервација, да примети нешто за вас вие што не го приметувате, да ви каже нешто што можеби не сте биле свесни, понатаму задачата се префрла на вас самите. Вие да откривате, да ги продлабочувате проблемите или прашањата. Кај оние што се помлади, ќе кажам моја генерација околу 25-та година, има една тенденција и се гледа дека работат активно на себе, пред се по тоа што не сакаат да ги пропуштаат сесиите, бидејќи секој психолог одредува со клиентите темпо на работа. И се гледа по нивното секогаш појавување дека кај нив има одредени придобивки, дека активно работат, додека кај некои други клиенти тоа не можам да го кажам, веројатно секогаш било и секогаш ќе биде така. Резултатите од истражувањето на Националниот младински совет велат дека повеќе од 50% од младите се борат со анксиозност, повеќе од 60% се борат со депресија, врсничкото насилство и булингот станаа многу чест феномен. Генерално, што мислиш за статусот на менталното здравје на младите во земјава и кои се механизмите што нашето општество ги нуди за помош? Генерално статусот, не знам. Статусот на пример на ментално здравје го делам јас на зимска и на летна Македонија. На пример во зима, може јас сум во
тие 60 и нешто проценти кои што имаат сериозни проблеми со менталното здравје. Ама во лето пак нема шанси да имам некаков проблем, мислам, толку сум насмеан, ведар расположен, растрчан. Идеите се на сите страни расфрлани, плюс и оние луѓе кои што се преселени, се тука, моите пријатели кои не се тука, се вратени и има некоја друга енергија едноставно летна низ градот и е раширена, додека во зима не баш во зима времето, воздухот и не знам, совраќајниот метеж и недоволното места кај што можеш да искочиш и да збориш во зима, на пример. Тоа мислам дека е еден сериозен проблем кој што сигурен сум дека влијае на менталното здравје кај младите. Нема кафичи и барови добри кај што можеш да разговараш. Сегде кај што можеш да искочиш во зима со честни исклучоци, 2 или 3 бара, треба да се надвикуваш со некој. Се целото надвикување не ми е пријатно искачањето, додека у лето го имаме целиот простор да се дружиме и да поминуваме време заедно. Помина пандемијата, за многу од младите луѓе тоа сигурно беше шок, беше за сите нас. Што мислиш, дали тоа имаше сериозно влијание на социјалниот живот на младите? Дали нешто промени или се вратија работите на старо? Пандемијата пред се за нас, мојата генерација, дојде во еден период кога ние требаше да се залетаме по светот. Не знам, јас имав 21 година кога беше пандемијата, само што заврши факултет, бев на Еразмус во Загреб и викам ја од тука се ќе враќам и не знам што ќе направам со светот, бев спремен да го гризнам за брачави се рекло. И секако пандемијата не врати неколку чекори назад, застанавме во место и почнавме да размислуваме веројатно многу за себе. Од ние веројатно тука многу луѓе прераснавме, јас што мислам, интроспекцијата која стана анализата на себе, интроспекцијата кој што стана дел од секојдневието, тогаш не мислам дека ги имаме отфрлено сега. И тоа мислам дека од една страна е позитивно, бидејќи сме како генерација посвесни, но од друга страна е негативно заради тоа што сакаш и ти малку мир од умот да имаш. Што мислиш за последниот предлог измени за законите за основно и средно образование, особено оној дел каде што се вади род и родова еднаквост од основите за дискриминација? Кога се појави тоа во медиумите, баш го прочитав известувањето, односно мислам известување или барање, не знам како беше насловено, на Комисијата за заштита и спречување дискриминација, каде што тоа не знам дали знаете зашто е отворен прво законот, предлог законот, измените се отворени заради тоа што децата роми, мислам дека за спроведување на одредена пресуда од Европскиот суд за човекови права во Страсбург, мислам дека заради спроведување на пресуда е пред се отворен законот и тоа била темелна соработка помеѓу Министерството и Комисијата за спречување дискриминација и никаде во целиот процес не било спомнато дека можеби ќе бидат избришани овие делови од законот, така да тоа мислам дека било и за нив како изненадување. Мене искрено не ме чудеше многу, бидејќи сме свесни дека десничарството е насекаде из Европа, низ светот во полнек и можеби треба да бидеме изненадени доколку не се случуваат вакви работи повеќе отколку кога се случуваат, бидејќи тие ќе бидат тенденциите и во годините што следат и сметам дека има тимови и луѓе што активно работат на ова, бидејќи кога ќе го погледнете вие целиот закон од каде почнува од спроведување на една пресуда, на крај да се заврши со тргање на бришење одноставно на зборови, тоа се избришани зборови со што овозможуваат понатаму сериозни проблеми, но мислам дека Комисијата за спречување и заштита дискриминација во тоа поле многу силно активно го следи процесот и на нивно барање дека ќе има и јавна расправа, мислам, во собранието за закон, дека нема тоа да заврши баш туку така. Значи сепак имаш надеж дека можеби родовата еднаквост и родот нема да бидат сосема извадени од основите. Не знам, тоа ќе биде горливо прашање за сите родови прашања во наредниот период што следи, така да јас сум оптимист на многу теми, така сум оптимист и на оваа тема, сметам дека ќе имаат разбирање и ќе ја сватат, поради тоа што сметам дека не име до крај сватена поентата на тоа што го имаат и самите направено и дека професионалците од Комисијата на јавната расправа дека би можеле баш да го докажат она што сметаме ние дека е правилно. Што мислиш дека се главните причини за младите да сакаат да заминат од земјава и што мислиш дека би биле клучните политики што може да ги задржат? Не знам, почитуваната професорка Каракамиша викаше дека младите заминуваат поради љубов. Што никога не може да е точно, пошто мислам дека љубовта некако има испарено од македонското општество, но читав едно истражување, последното истражување на Вестминстер, дека најголемиот проблем на младите е заработката, дека сметаат дека не заработуваат добро, што искрено ме зачуди. Јас не викам дека младите може да заработуваат премногу, но не сметам дека имаме проблем ние со пазарот на труд. Напротив, мислам дека секој што сака да работи може да работи. И бев изненаден поради тоа што главната причина беше заработката. Јас би рекол дека главната причина веројатно е корупцијата и одземањето на способноста на младите да ја замислуваат иднината.
Бидејќи во непредвидлива средина, во непредвидливо општество, не можам јас да замислам иднина предвидлива. Не можам да почнам да штедам, не можам да размислувам што ќе правам за 1, за 3, за 5 години. Едноставно, тоа е основно човеково право, јас би го нарекол, да можам да ја замислам иднината на некој начин. Кај нас го немаме тоа. Немаме позитивни тенденции, не знаеме што ќе се случи и веројатно една од причините е таа. Дека младите сакаат да одат во некој општество кај што можат да ја замислат еднината. Главниот проблем го гледаш во таа безперспективност е корумпираноста во општеството и неизвестноста на еден начин. Јас не се чувствувам така. Јас на пример сум идеалист, оптимист дека стварно се може да биде овде добро и дека баш нашата генерација со помош на повозрасните генерации се спои, најде заеднички јазики и ги искористи оние прекрасни ресурси што ги имаме, тоа сме самите ние за да напредуваме, но тешко е да се биде идеалисти. Не ги осудувам останатите млади што не се идеалисти и оптимисти и си заменуваат. Напротив, дури некои од нив ги поддржувам. За крај, што очекуваш од новата 2025 година? И на што ќе се фокусира Хера, односно Хера млади по-конкретно во својата работа следнава година? Би сакал да речеме 2025 да може да е 2024 2.0, да се повтори 2024, но мислам дека тоа нема да биде толку едноставно, заради тоа што кога правиме нешто по прв пат, малку сме и во заблуда, не знаеме што очекуваме, например за центарот кога зборам, така да се очекувам во наредната година да имаме повеќе работа и да бидеме малку и поопштествено активни, дека оваа година некако се држевме таму околу центарот на маргините. Додека за Хера млади и Хера ќе имаат една многу интересна конференција на почетокот на оваа година, на 28 февруари. Станува збор за регионална конференција помеѓу Македонија, Србија, Косово и Албанија. Мислам дека ќе биде многу важно што повторно, по кој знае кој пат се спомнуваат фокусот младите, но интересниот дел е што навистина млади ќе работат во организацијата, млади ќе бидат модератори на настаните, млади ќе бидат тие што ќе ги предложуваат темите и мислам дека млади ќе бидат тие што ќе донесат и вистинската енергија на конференцијата. Па сметам дека тоа е добар почеток за 2025, па да видиме како ќе помине конференцијата и од таму само напред веројатно, не знам. Така, само напред. Да. Ти благодарам за разговорот. Што има ново? Што има ново?